Сончево време, скара, добро расположение, метеш и колони возила до излетничките места. Иако без парицата ја чувствуваат сите, сепак традицијата за првомајската скара ја испочитуваа. Решетката годинава попразна, ама желбата за дружење, скара и музика се уште е присутна. Излетничките места околу Скопје и годинава полни. Можеби некако некогаш, ама скопјани не се откажуваат од традицијата од протест на скара. Денеска уместо да протестираме ќе бидеме без скара, сендвичи, нешто за пиње и така. Поскромна ли е скарата годинава во однос на други? Па во односот на други години да, поскромно е и цените гледајќи по месарниците и по маркетите малце се повисоки во односот на прошлата година и пред 2 години. Па сега колку се може толку. Битно е да има расположение, да е убаво, да е насмеено. Тоа не интересира највише. Како секогаш, добро време, народ, све добро. Малце се одмараме тука, кебапчиња јадеме и така. Со другарите на најдобриот начин, со пријателите. Вечна е битката за работничките права и правдата, велат граѓаните. Сепак со носталгија се сеќаваат на поранешните времиња на работата и на задоволството од мајските традиционални излети. Порано велат било повесело. Порано беше повесело. Сега некако поскромно. А иначе има многу разлика од порано до денеска. Денеска се многу нервози, луѓето не се прибрани, не се расположени. Најраздвижено во Скопје на матка. Покрај многобројните домашни беа и странските туристи. Велат најмногу им се допаѓа природата, храната и гостопримството во Македонија. It was a surprise. It's a very nice place. I think it's something a daily resort for you. I don't know. It's very nice. We like it. Yes, it's very good food. Yes, and nice weather and much to see. Stvarno lepo. Ovo nam je prvi put iz Srbije smo došli ovde da vidimo i za sada smo zadovoljni. Vidjet ćemo kasnije kad pođemo malo uzvodno. Вообичаена слика по излетничките места за 1 мај. Џагор луѓе, распалена скара и странски туристи кои што уживаат во убавините на Скопје. Инаку денот на трудот се празнува во чест на жртвите од првомајскиот штрајк пред 125 години во Чикаго, на кој работниците барале 8-часовен работен ден. Протестите започнале на 1 мај, а кулминирале на 3 мај, кога дошло до судир меѓу работниците на синдикатот кои штрајкувале и оние кои биле вработени наместо нив. Се вмешала многобројната полиција со палици и огнено оружје за да се воспостави ред, при што биле убиени 4 лица и повредени многу членови на синдикатот.